7 април 2022 година, термин за централното издание на вести на КТВ телевизија. Две вонредни седници одржа Кавадаречкиот совет денеска, го утврди на доместокот што пазарџиите ќе го плаќаат за тезги на новиот зелен пазар кој ќе биде отворен утре. Здравствените работници денеска го одбележуваат 7 април денот на здравието. Оддадена почит на загинатите народни херои Киро Крстев и Димче Мирчев. Ова се дел од содржините. Бидете со нас. После неколку децении, утре кавадарци и официјално ќе го добие новиот зелен пазар. Денеска Советот на Општината на вонредна седница даде зелено светло на одлуката за утврдување на надоместокот за користење на пазаришниот простор. Пазарот ќе работи 6 дена во неделата. Советниците од опозицијата сметаат дека не треба да има повисоки цени, но и не гледале причини за вонредна седница по оваа тема. Едногласно беше одобрено барањето спортската сала Јасмин да се даде на користење за одбојкарскиот купчи и домаќине кавадарци. 2000 денари месечно ќе се плаќа за тезга без фрижидер и 3000 денари за тезга со фрижидер на новиот зелен пазар, кој од утре и официјално ќе биде ставен во функција. Вака гласи одлуката за определување на доместокот за користење на пазаришен простор, која со 9 гласа за, 6 против и 2 воздржани, денеска во рамки на втората вонредна седница ја усвои Кавадаречкиот совет. Власта и опозицијата во советот со спротивставени ставови во однос на оваа одлука со која има минимално покачување од 300 денари на цените за користење на пазарските тезги, но и по однос на оправданоста од одржување на вонредна седница за разгледување на оваа одлука. Советниците од владеачкото мнозинство во Советот во своите дискусии нагласија дека утрешното отворање на новиот пазар во Кавадарци е од големо значење за сите граѓани и дека треба да биде празник за градот. Рекоа дека има минимално покачување на надоместокот за користење на тезги, но пазарџиите добиваат далеку подобри услови од претходно и сега тезгата од 1,8 е зголемена на 2 метри. И советниците од опозицијата во своите дискусии нагласија дека новиот пазар има големо значење за кавадарчани, но дека требало на редовна седница да се дискутира околу надоместокот за користење на пазаришниот простор, бидејќи во време на криза не било добро да има покачување на надоместокот и дека во Кавадарци немало традиција пазарот да работи 6 дена во неделата, бидејќи најголем дел од пазарџиите оделе да продаваат и на пазарите во околните градови. Забележаа и на намалениот број на тезги за околу половина, споредено со претходниот капацитет на зелениот пазар. За изградба на новиот пазар, општината подигна кредити и изградбата чинеше 102 милиони денари. Се простира на површина од 2100 метри квадратни. Има 2 подземни паркинг нивоа, тезги опремени по ХАСАП стандарди, лифтови за достава на стока. На денешната вонредна седница Советот ги донесе и измените и дополнувањата на одлуката за зонско паркирање. Пазарџиите ќе можат да го користат паркинг просторот кај поранешниот ан по повластена цена, паркирањето до 22 часот ќе биде по редовни тарифи, а бесплатно ќе се паркира во недела. Советот денеска ја одржа и третата вонредна седница на која едногласно Советот даде согласност спортската сала Јасмин да се отстапи на користење на Одбојкарската федерација од 7 до 10 април за одбојкарскиот куп. 7 април, Светски ден на здравието, одбележан во Кавадаречката општа болница. 165 здравствени работници и помошен персонал, директно вклучени во лекувањето на ковид-позитивни пациенти, добија признанија од владата. Истите ги врачи директорот на болницата, доктор Диме Коцев, кој се осврна на работењето на Кавадаречката болница во третата година од траењето на ковид-пандемијата. Нагласи дека биле хоспитализирани близу 1200 ковид-позитивни пациенти, направени над 20.000 брзи ковид тестови и вакцинирани над 23.000 граѓани со 2 дози на вакцини против ковид. Причината поради која сме собрани денес е одбележување на Светскиот ден на здравието 7 април. Секоја година во чест на овој ден Светската здравствена организација одбира тема која е релевантна во изминатата година. За жал, веќе трета година темата сама се наметнува, а тоа е пандемијата предизвикана од коронавирус. Во изминатиот период, здравствениот систем мина низ најтешките моменти во последните децении.
Бевме соочени со големи предизвици и како здравствени работници и како луѓе. Пандемијата од COVID-19 значително влијаеше на секојдневието на сите нас, минувајќи ги од корен нашите животи. Иако имавме тешки моменти, посветеноста и несебичната пожртвуваност на сите нас, вработените во установата, беше и ќе биде клучна за успешно справување со ковид кризата. За сериозниот пристап кој нашата институција го зазема уште од самиот почеток на пандемијата, зборува фактот дека во нашата болница, која работи како регионален ковид центар, досега беа хоспитализирани и лекувани 1186 пациенти. Во најголемите пикови на пандемијата, во болницата активно работеа 3 ковид оделенија. Во инфективната амбуланта досега се извршени 28.497 прегледи и беа употребени повеќе од 20.000 брзи ковид тестови за навремено дијагностицирање на оваа болест. Исто така, од 4 мај минатата година беше отворен регионалниот пункт за вакцинација во спортската сала Јасмин, а сега се врши во одделот за имунизација кај нас во нашата установа, и досега се вакцинирани повеќе од 23.000 лица со 2 дози на вакцина од нашиот град. Овие бројки не се само статистика. Тие се човечки судбини. Тие се труд, посветеност, храброст и пожртвуваност на сите нас. Сепак во изминатите месеци покрај борбата со ковид успеавме да реализираме и неколку значајни проекти во нашата институција. Големо влијание во успешното справување со напливот на ковид позитивни пациенти имаше отворањето на ковид модуларната единица со капацитет од 35 болнички кревети. Истата е целосно опремена со мобилен рентген апарат, апарат за еходиагностика и централен довод на кислород. Поставувањето на ваков тип на инсталација за снабдување со кислород, која е целосно донација на компанијата Кожувчанка од Кавадарци, е од големо значење за ефикасното лекување на пациентите од една страна, но и за улеснување на работата на медицинскиот персонал од друга страна. Понатаму, извршивме реконструкција на фасадата на болницата по прв пат од нејзиното постоење, при што се погриживме да биде задржан нејзиниот автентичен изглед. Дворот е хортикултурно уреден и осветлен со нови канделабри, што даде еден помодерен сјај на нашата болница. Оваа инвестиција е во целост донација на компанијата IGM Trade од Кавадарци. Уште еден голем проект е реализиран, за нас многу важен, а тоа е добивањето на апарат за компјутерска томографија, кој е еден од најсофистицираните томографии на пазарот. Апаратот е веќе инсталиран и во тек е постапка за добивање на дозвола за негово активирање. Се надевам дека набрзо ќе почнеме со работа, со што оваа многу важна дијагностичка постапка ќе биде достапна за сите граѓани на Тиквешкиот регион. Покрај овие, реализирани се и многу други донации и проекти, за што би сакал да изразам благодарност до целата стопанска заедница и сите лица кои несебично и помогнаа на болницата успешно да го преброди овој тежок период. Исто така, изразувам огромна благодарност до сите вработени кои директно беа вклучени во процесот на дијагностицирање и лекување на ковид пациентите. За таа цел, Владата на Република Северна Македонија изготви признанија во знак на почит и благодарност за придонесот во справувањето со пандемијата од COVID-19 и истите денес ќе бидат доделени. За крај, на сите вас сакам да ви го честитам 7 април, Светскиот ден на здравието. На граѓаните им посакувам добро здравје и им упатувам порака да продолжат и понатаму да бидат внимателни и одговорни, бидејќи само така можеме заеднички да одговориме на идните предизвици. Приоритет на владата е осовременувањето и подобрувањето на условите во здравствениот систем, изјави денеска премиерот Ковачевски по повод Светскиот ден на здравието. Денес кога се одбележува Светскиот ден на здравието 7 април, сакам да искористам можноста да изразам задоволство од изгледот на целосно реконструираниот оддел за онкологија на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести во рамки на клиничкиот комплекс Мајка Тереза. 7 април кој што се одбележува под покровителство на Светската здравствена организација, дел од Организацијата на Обединетите нации, има за цел афирмација
на правото на секој човек на еднаков пристап до квалитетни здравствени услуги во насока на искоренување на различни болести и намалување на морбидитетот и морталитетот, како и преземање мерки и активности за превенција. Овој 7 април, почитувани присутни, го одбележуваме овде во реконструираното оделение за онкологија кој представува огромна надеж за победа за сите деца херои кои се соочуваат со подмолни и малигни болести. Целта е да продолжиме да бидеме дел од трендот кој покажува дека канцерот може да се победи преку рана детекција, навремена реакција и соодветно лекување. Според опремата и капацитетите на оделението од медицинскиот персонал, бев информиран дека овој одел е единствен од ваков тип во земјата, со интенција да прерасне во регионален центар за лекување на деца со канцер, каде што ќе се лекуваат деца од нашата земја, од Косово и од Јужна Србија. Сакам да изразам благодарност до компанијата АД Макстил со донацијата од 250.000 евра и покажаната општествена одговорност на раководството, меѓутоа и на сите вработени од оваа компанија кои учествуваа во изведбата на работите на овој одел и лојалноста кон заедницата која што ја покажаа, како и посветеноста на благородните цели, тие направија конкретен влог во здравјето на децата. Овој модернизиран капацитет значи подобра услуга за пациентите, задоволни здравствени работници и уште повеќе излекувани деца. Изразувам задоволство од постојаната и плодна соработка на владата и бизнис заедницата, а заедно и континуирано продолжуваме со обезбедување максимална здравствена заштита и нега, ги подобруваме условите во болниците и вложуваме во модерни услови за лекување. Граѓаните, нивното здравје и лекување на пациентите остануваат во врвот на приоритетот на оваа влада и во наредниот период. Нека е честит Светскиот ден на здравјето, честитки до сите оние кои се вклучени во подигањето на свеста, дека најважно е постојано да го градиме и подобруваме квалитетот на нашиот живот и животот на нашите деца. Представници на боречките организации на Кавадарци и Неготино, локалната самоуправа на чело со градоначалникот Митко Јанчев, членови на семејството на убиениот Крстев, советници во општина Кавадарци, представници на музеј галеријата, положија денеска цвеќе на новиот спомен парк, таму каде и загинаа во борба со фашистичкиот окупатор народните херои Киро Крстев и Димче Мирчев пред 78 години. На денешен ден, 7 април, во 1944 година, пред 78 години, на ова место, во нерамна борба, на начин како што се модоликува на вистинските борци, загинале народните херои Киро Крстев Атанасов Страша од Кавадарци и Димче Мирчев од Велес. Денес се собравме пред споменикот на двајцата борци, за да го одбележиме овој ден со достојна почит. Да се подсетиме на славното минато од нашата поблиска историја, испишана од нашите најдобри синови, кои ги положиле своите животи за татковината. Киро Крстев е роден во Кавадарци 1923 година во сиромашно занајчиско семејство. По основното образование завршува само 3 класа граѓанско училиште, пошто му помага на својот татко изучувајќи го на албанскиот занает. Со неполни 17 години се вклучил во редовите на напредното, младинско и револуционерно движење и станал член на СКОИ. Поради неговата активност, Киро бил уапсен од бугарската полиција и врз него биле применети сурови и репресивни мерки за да се откаже од своите идеи и револуционерната дејност. По почетокот на Народно-ослободителната војна, на албанскиот занајд и работилницата на татко му овозможила да контактира и одржува врски со селата од Теквишијата. Во 1942 година е назначен за член на местниот комитет на КП за Кавадарци. Пролетта 1943 година Киро Крстев станува член на третиот областен комитет на КП, а неговата активност посебно се зголемила за време на подготовките за изфрлање на теквишкиот партизански одред Добри Даскалов. Во почетокот на април 1944 година во Кавадарци, заедно со Димче Мирчев, посадача на партијата, организираат излез од градот на нови борци за втората македонска ударна бригада. Димче Мирчев е роден во Велес 1914 година. Потекнува од сиромашна занечиска фамилија.
По завршувањето на основното училиште започнал да го изучува столарскиот занет на татко му. Во 1934-35 година се вклучил во напредното синдикално движење. 1937 година бил уапсен и осуден на 6 месеци затвор. По излегувањето од затвор, оди на работа во Белград, каде се стекнал со богато револуционерно искуство. Во 1940 година бил примен за член на КПЈ, а набрзо потоа и за член на местниот комитет на КПЈ за Велес. Поради неговата партиска активност во есента 1940 година повторно е уапсен и затворен во Прилепскиот затвор, каде го дочекал нападот на Југославија од страна на Германија. Во екот на подготовките за вооружено востание летото 1941 година е секретар на местниот комитет на КПЈ за Велес, а подоцна и началник на војниот штаб во Велес. Останал запаметен во историјата на Велес и Македонија како еден од незаслужните за формирањето на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Во април 1942 година ја врши функцијата заменик командант на одредот. После тешките борби со бугарските полициски сили во есента 1942 година одредот Димитар Влахов претрпел сериозен удар. По наредба на штабот на Третиот областен комитет во февруари 1944 година доаѓа во Кавадарци со задача да се собираат и опатуваат нови борци во партизанските единици. Заедно со партиските работници од Кавадарци работел на обасовување на народно-ослободителното движење од овој крај. Во куќата на Иге Златев на 6 април биле одржани неколку состаноци, средби и договори, бидејќи се подготвувало за минување на поголема група младенци во партизани. Во екот на тие подготовки, пред се поради големата желба и ентузијазам, попуштила будноста кај младите борци. По платнето, Чире и Димче биле известени од местното раководство дека куќата е откриена и биле предупредени да бидат внимателни и што побрзо да ја напуштат истата. Искусните и храбри борци ова предупредување го примиле сосема мирно. Наместо веднаш да ја напуштат куќата, тие решиле тоа да го направат во вечерните часови и преку паркот да го напуштат градот. Бугарскиот окупатор за кратко време формирал 3 обрачи од полиција и војска и ја блокирале куќата. Борбата започнала околу 17 часот и траела до раните утрински часови. На повикот на окупаторот да се предадат, тие одговориле со рапали од своето оружје. Цела ноќ имало престрелки. Ноќта била единствената шанса младите партизани да го пробијат непријателскиот обрач. Чиро и Димче увиделе дека не можат долго да издржат, па по цена на своите животи се обиделе да го пробијат обрачот. При обид да се пробие во дворот на куќата, прв загинал Димче Мирчев. Чиро свесен за положбата во која се наоѓале и понатаму продолжил да дава силен отпор, чекајќи при тоа погодна шанса да се пробие низ обрачот. Го поминал нискиот зид и кога се чинело дека успеал, смртно бил погоден од непријателски митралес. За својата пожртвованост, омасовување на народно-ослободителното движење и големиот придонес за формирање и за цврстување на партиските организации во градот и селата во Тиквешијата, Димче Мирчев е прогласен за народен херој на 2 август 1949 година, а Чиро Крстев на 20 декември 1951 година. Денес, кога со гордост ја одбележуваме годишнината од нивната херојска смрт, се сеќаваме на Чиро Крстев и Димче Мирчев како на храбри борци кои ги положиле своите животи за слобода и посветла иднина на својот народ. Вечна им слава. Општина Кавадарци вчера подпиша декларација за подобрување и унапредување на положбата на женското предприемништво. Со оваа декларација се обврзуваме да ја демонстрираме нашата заложба за подигање на свеста и допринесуваме во креирањето на политиките за значењето на женското предприемништво на национално и локално ниво. Истата е во рамки на Националната платформа за женско предприемништво, а со цел поддршка и промоција на женското предприемништво на национално и
меѓународно ниво, информираат од локалната самоуправа. Децата мора да останат во училиште. Со синдикатот ќе бараме решение, платите во образованието се зголемени за 21%. Диалогот со синдикатите продолжува и решение ќе има, изјави премиерот Ковачевски, откако СОНГ за утре закажа штрајк. Денеска протестираа матичните лекари, тие имаат повеќе барања, меѓу кои најважно е зголемувањето на капитациониот бод од сегашните 63 на 90 денари за еден пациент. На протестот се појави и министерот Беким Сали, кој рече дека се прифатливи барањата на лекарите, но нагласи дека во буџетот за оваа година не се предвидени средства за покачување на капитацијата. При тоа Сали на лекарите им додели благодарници, но истите не беа прифатени од страна на лекарската фела. Пратениците од ВМРО ДПМН го повикаа премиерот да го стави на увид тоа што се договара со Бугарија. Едно обраќање од пратениците до премиерот Ковачевски. Имено денес испративме барање до премиерот Ковачевски во текот на месец април да се појави пред Комисијата за надворешна политика и да ги достави нацрт документите за кои што владата на Македонија разговара со официјална Софија, за да можеме во еден заеднички, инклузивен процес да ги разгледаме овие битни прашања кои што се важни во македонско-бугарските односи, исто така се важни и за евроинтеграциите. Ова го бараме од премиерот Ковачевски, бидејќи самите во кодексот на владата напоменуваат во членот 9 дека носителите на извршни функции редовно ќе даваат отчет пред собранието, но исто така го бараме врз основа на членот 68 од Уставот, каде што собранието има уставна надлежност да врши политичка контрола над извршната власт. И на крајот од краиштата, македонско-бугарските односи и најбитните документи во овие билатерални релации, како што е договорот за добрососедство, веќе имаме востановена пракса од 2017 година, кога тогашниот премиер со високи представници од МНР побара да имаме седница на Комисијата за надворешна политика, истата да биде затворена, и на барање на пратениците таа се случи, каде што се разгледа нацрт договорот за добрососедство подпишан во 2017 помеѓу Македонија и Бугарија. Очекуваме позитивен одговор од премиерот Ковачевски, доколку вистински се залага за принципите на инклузивност, на отчетност и на заедничко работење на сите институции, вклучително и пратениците како народни избраници, за доброто на државата, да поразговараме на една седница за најновите нацрт документи кои што Македонија веќе ги преговара со официјална Софија. Инвестираме во обновливи извори на енергија. Тема на денешната пресконференција на СДСМ. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, е силно посветена на енергетска транзиција и зголемување на производството на електрична енергија од еколошки и обновливи извори. Започна тест периодот на фотонапонската електрана РЕК Осломеј со моќност од 10 мегавати во собственост на АД ЕСМ. На површина од 15 хектари, на местото на некогашниот голем загадувач, денес е поставена фотонапонска електрана која со електрична енергија ќе снабдува 2800 домаќинства. Официјалното пуштање во употреба на оваа фотонапонска електрана веднаш по завршувањето на тест периодот значи почеток на енергетска транзиција на РЕК Осломеј, како и реорганизација на Кичевскиот регион. Во време кога енергијата од фосилните горива е се поскапа, важни се инвестициите во зелена, еколошка енергија. Затоа приоритет на владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се инвестициите во обновливите извори на енергија. Владата донесе одлука и за инвестирање во проектот во гасната централа Александрополи, со што ќе се обезбеди трајно и стабилно снабдување со природен газ. Исто така, подпишани се договори за реализација на стратешки инвестиции во енергетиката, како што е најголемата гринфилд инвестиција на германската компанија ВПД, која ќе изгради 69 ветерници, но и соларниот парк Стипион во Штип.
Само овие две инвестиции ќе обезбедат електрична енергија од над 800 мегават часови од обновливи извори, што ќе обезбеди дополнително зајакнување на енергетскиот капацитет на државата. Сето ова, почитувани, на дело ја потврдува заложбата на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за зголемено производство на електрична енергија од обновливи извори и намалување на зависноста од скап увоз на струја. Продолжуваме да инвестираме во она што е важно за граѓаните, за државата и за домашната економија. 8 април се одбележува како меѓународен ден на ромите. За правата на ромите во земјава говори советникот на премиерот за инклузија на ромите Елвис Мемети. Ромите во Република Северна Македонија имаат потенцијал да го предводат прашањето на сопствената интеграција и да бидат пример за останатите во регионот. Зборувам за суштински политики поврзани за унапредување на ромската заедница. Република Северна Македонија ја усвои Националната стратегија за роми, која е дел од јавните политики за изеначување на степенот на вклученост и интеграција на ромската заедница со сите етнички заедници. Инвестирањето во развојот на ромската заедница има долгорочни придобивки во поглед на подобрувањето на социјалната кохезија и економскиот статус за ромите на долгорочен план. Инклузијата на ромите во општеството ќе се одрази позитивно и на постигнувањето на одржливите развојни цели на Обединетите нации, како и позитивни оценки во делот на поглавјето 23, кое се однесува на напредување на полето на правосудство и човекови права. За поддршка на имплементација на стратегијата за роми за 2022 година издвоени се 73 милиони денари, што е зголемување за 14 милиони денари во споредба со буџетот за 2021 година. Најголеми приоритети се ставени на потенцијалот на ромската заедница, мислам на економскиот аспект, вработување преку оперативниот план, кредитните линии од Агенцијата за вработување со 1% камата за само вработување, мечинг фондот, гарантниот фонд, мерките што се спроведуваат преку Развојна банка за поддршка на предприемачи, каде што субјекти раководени од роми може да ги користат овие мерки за формализација или напредување на бизнисот. Застапеноста во институциите и формирањето на тимови за имплементација на стратегијата на ромите, подготвителна тренинг програма за олеснување на пристапот за вработување на роми во државна и јавна администрација, исто така битен приоритет на кој што сите ресорни министерства ќе подготват акцијски план во рамките на имплементација на овој дел од приоритетот на стратегијата за ромите. Домувањето и понатаму е актуелна тема во кој што во текст се неколку проекти во општина Шуторизари и во Виница, во општина Кичево, Битола, Прилеп, Штип и Берово. Во рамките на овие проекти се работи на реновирање на куќи од социјално ранливи категории, пред се со фокус во општина Битола, Прилеп и Берово, каде што зборуваме за градба на типски куќи, во општина Штип и изградба на колективно домување на 2 згради во општина Кичево. Се работи на легализација, инфраструктура, комунално-инфраструктурни проекти. Проектите од комуналната инфраструктура се со поддршка на Министерството за транспорт и врски и фокусирано се спроведуваат во неколку општини: Крива Паланка, Кавадарци, Прилеп, Кочани, Ранковце, Делчево и Шуторизари. На крај, дозволете да завршам и да изразам благодарност до владата и премиерот за посебниот фокус на оваа проблематика и затоа денес сите ние имаме поголема одговорност да го направиме 8 април, ден за признавање на напредокот, што го постигнавме и ден кога разговараме за нашите следни политички цели. Со храброст во нашите срца и со јасност во нашите умови. Нека овеламе ги бактало 8 април. Дрекслер Мајер донираше нова спортска опрема за ГРК Тиквеш. Ракометарите на ГРК Тиквеш и оваа година ја добија поддршката од Дрекслер Мајер во вид на спортска опрема која се состои од дресови за играње, официјални надпревари, но и опрема и дополнителни реквизити кои на ракометарите ќе им бидат од корист во текот на секојдневните тренинзи и подготвителни активности. Поддршката за спортските клубови значи афирмација на спортот во насока на создавање здрави поколенија и здрава иднина. Спортистите представуваат важен пример и промовираат
формираат вредности кои и тоа како влијаат на понатамошниот развој на децата и младите луѓе воопшто. Генералниот директор на Дрекслер Мајер Македонија Лукас Мирингер ги поздрави ракометарите и стручниот штаб на клубот на официјалното примопредавање на опремата. Најнапред би сакал да ви посакам добро здравје, но и многу спортски успеси. Во спортот всушност, како и кај секоја професија, има подеми и падови, но важно е никогаш да не се откажувате од целта која сакате да ја постигнете, рече Мирингер. Сметаме дека на ваков начин придонесуваме кон подобрување на условите во кои тренираат спортистите, што води кон развојот на спортот како општествено добро за заедницата, додаде Мирингер. Ракометарите на ГРК Тиквеш во својот полн состав се заблагодарија за поддршката која им ја дава компанијата неколку години поред. Ветија многу спортски успеси во иднина како благодарност не само кон кавадарчани, туку и кон останатите нивни поддржувачи. Навистина сме среќни што имаме одлична опрема како за играње на официјални надпревари, така и за време на тренажните процеси. За секој спортист е многу важно да се чувствува убаво, особено за време на надпреварите. Оваа донација е знак дека Дрекслер Мајер е вистински поддржувач на спортот и заедницата, рече Радко Мицев, член на управниот одбор на ГРК Тиквеш. Во насока на афирмација на спортот кај младите луѓе, Дрекслер Мајер во изминатиот период донираше комплетна спортска опрема и на неколку фудбалски клубови од регионот. Во вестите информации од спортот, важна победа на ГФК Тиквеш на тимот на Струга Трим Лум. Кавадарчани со 2 гола за 2 минути го решија победникот веќе во првото полувреме. Воредното 26-то коло во првата македонска фудбалска лига донесе интересни дуели. Брегалница како домакин играше во Прилеп и успеа да загуби, и тоа убедливо со 0:3 од Работнички. Ренова во Тетово одигра цврст надпревар со Македонија Ѓорче Петров, која со гол во 93-та минута забележа минимална победа од 0:1. Гостинска победа забележа и Шкендија, која во Битола го победи Пелистер со 0:2. Борец во Велес успеа непријатно да го изненади тимот на Академија Пандев и одигра 1:1, а Скопје, според очекувањата и шпекулациите, остана непоразен во дуелот со лидерот Шкупи, играјќи без голови 0:0. Екипата на ГФК Тиквеш на градскиот стадион во Кавадарци го пречека тимот на Струга Трим Лум. Во првото полувреме кавадарчани имаа многу поголем посед на топката и ја контролираа играта. Во 39-та минута Лјанчевски изведе слободен удар, во противничкиот 16-тник највисоко скокна и најдобро се снајде Ристе Каракамишев, кој го отвори резултатот. Во 41-та минута Тодоров влезе во противничкиот 16-тник, нафрли на втора статива, а таму реализираше Едис Спахиу. Во вториот дел темпото на Тиквеш опадна, Струга се обиде да нападне, но нападите беа јалови. Тиквеш забележа битна победа во борба за опстанок во елитата. Да споменеме дека се одигра и две заостанати средби од третата македонска фудбалска лига група Југ. Во средба од второто коло Обршани и Марена одиграа 2:2, а во рамките на петото коло Слога во Лажани загуби со 1:3 од екипата на Ново Црнилиште. Владко Костов задоволен од прикажаното во дуелот со Струга. Тренерот на ГФК Тиквеш најавува жестока борба за опстанок, па макар и преку бараж. Тиквеш Струга Трим Лум 2:0 конечен резултат. Владко Костов, честитки за победата, продолжува борбата за опстанок. Меѓутоа, поважно од се е, особено за тебе претпоставувам, што цело Кавадарци застана зад те. Доби ветер во грб, што се вика, и на некој начин кавадаричкиот инеец си го стори своето. Прво, би сакал да им честитам на моите играчи за многу дисциплинираната игра во текот на сите 90 минути. Значи, се играше на резултат. Ја им реков дека треба максимално да бидеме концентрирани за време на надпревар, да играме дисциплинирано, да се слушаат советите, она што им го кажавме пред надпревар, дека победата може да дојде и прво и второ полувреме. Вие видовте прво полувреме во една израмната игра, ние на крај после 45-40 минута дадовме 2 гола.
кои што морам да кажем беа уиграни варијанти на нашите тренинзи за тие прекиди како треба да реагираме и посебно ми представува задоволство тоа. И се договоривме на полувреме, значи да продолжиме во ист стил, без разлика што водиме 2-0, да бидеме максимално дисциплинирани, ако дојде шанса да постигнеме трет гол, но меѓутоа никако не смееме да дозволиме да примеме, бидејќи најлош резултат е 2-0, ако ти се врати екипата со еден гол, ако Струга постигнеше ќе имаше доста паника. Јас сум радосен што на крај успеавме да победиме со 2-0, да не примиме гол и да покажеме дека оваа екипа игра фудбал, оваа екипа игра да се надпреварува со секого и покрај неправдите во претходните две кола, смогнавме сили, знаете какво е оптеретувањето на играчите и на нас како стручен штаб да мора да добиеме надпреварот. Меѓутоа тоа е фудбалот. Вака кога ќе се игра фудбал, кога ќе се надиграваш со противник, можеше да изгубиш, ќе пружиш рака, но овој надпревар ние бевме подобри, ни пружи рака противниците и јас сум посебно горд. Она што го кажавте за поддршката. Значи, јас во ова сега сакам максимално да им се заблагодарам на сите. Значи на целата кавадаричка јавност, на луѓето кои што го следат тикаш, посебно на навивачка група Лозари и се разбира огромно благодарам до раководството и на предсе на градоначалникот кој веруваше во моите способности, во она што јас го работам и јас во сега сакам на сите нив да им се заблагодарам и мислам дека работата и натаму овој надпревар го завршивме, ние треба да мислиме за нареден надпревар со работнички. Ја во една ваша изјава реков дека реална работа е тиквеш да игра бараш. Ние нормално ќе сакаме секој надпревар да правиме резултати, меѓутоа верувате дека ќе бидеме максимално подготвени за тој бараш, бидејќи мојата екипа игра на секој надпревар. Екипа кога игра на секој надпревар, кога не прави калкулации, знае што бара за време на надпревар и тоа ќе се види и на баражот во кој сум убеден дека мора да го добиеме. Забележавме на денешниот надпревар многу рано направивте една измена, меѓутоа тактички мудра измена со на фактот што младиот Тодоров влезе во игра, врз него беше направен фаул при првиот гол, тој асистираше при вториот гол. Иако од игра излезе класичен центарфор, сепак се дрзнавте и во ги уфруливте 18 годишен фудбалер. Па да, ние долго размислувавме пред овој надпревар, јас лично заедно со моите соработници размислував дали да почнеме. Меѓутоа се одлучивме на искуство и можеби сакавме да почнеме и со Мартин Тодоров затоа што Мишев осеќаше мала повреда и се осети таа мала неспремност кај него за да не може да одговори максимално по таа страна и затоа ја направивме таа измена. Мене посебно ме радува што тој учествуваше при двата гола. Ме радува за иднината на кавадаричкиот фудбал. Тука се уште многу деца кои што се околу тимот и се надевам доколку ние на време обезбедиме она што е од нас на време дека сигурно ќе играме бараш, ќе добијат шанса многу од тие деца да ги покажат своите квалитети и сигурно во перспектива да се рачуна на нив. Бевме без Ивановски денеска, ќе биде спремен за работнички? Ивановски има повреда која што малку подолго време влечи и вие знаете на надпревар го пуштив на еден надпревар, меѓутоа веднаш осети болка и се договоривме додека максимално не ја санира повредата нема да влегува во игра. Така останува, ние во петок ќе направиме еден тест со него за наредиот надпревар, меѓутоа мислам дека Ивановски ќе биде спремен за надпреварот после тоа е надпреварот со Скопје. А со работнички што да очекуваме? Со работнички како секој надпревар ние ќе одиме да правиме резултат. Дали ќе биде нерешена или победа, ние ќе дадеме се од себе да го направиме тоа. Верувајте дека Тиквеш се надигрува со секој, Тиквеш сака да игра против секого. Во одредени ситуации не идовме подобри противници, посрекни, загубивме, пруживме рака, меѓутоа во одредени ситуации бевме драстично оштетени. И тоа посебно ме боли, затоа што во таква работа не се гледа работата на тренерот и на играчите, секојдневната работа, секојдневната макотрпна работа, да дојде некој така да те земе, тоа боли. Меѓутоа, кога имате луѓе околу клубот и во клубот и надвор јавноста, кога ви дава максимална поддршка, тоа ви дава сила да издржите, да истраите и да направите ваков резултат со кој ќе бидеме чекор поблиску до опстанокот. Костов, јас се надам во Скопје, на градски, на арената Филип II, односно Тоше Проевски, ќе направиме резултати, пак ќе се издржуваме на нова победа. И јас се надевам. Ние сме спортисти, луѓе што работиме во спортот, спортски работници и нормално оптимисти сме, се надевам на добар резултат и мислам дека
неколку кола пред време ќе обезведеме она што е наша цел, барем да го имаме тој сигурен бараш, а нормално ако се пружи шанса да се бориме за нешто повеќе. Ракометарите на ГРК Тиквеш гостуваат во Охрид. Двете екипи на оваа средба ја посакуваат првата плей-оф победа. Ракометните суперлигаши ќе го одиграат четвртото коло од плей-оф фазата. Утре петок од 16 часот на програмата е братската битолска пресметка помеѓу Еврофарм Пелистер и помладиот брат екипата на Еврофарм Пелистер 2. 2 часа подоцна, утре од 18 часот во Охрид, домакинот го пречекува тимот на ГРК Тиквеш. Двете екипи ја посакуваат првата плей-оф победа токму во овој дуел. Во сабота Вардар е фаворит во скопската пресметка со Бутел. Во плей-аут групата двете средби се играат во сабота, а се среќаваат Струга Прилеп и Радовиш Скопје. Стигнавме и до временската прогноза. Утре ќе биде сончево и потопло со мала локална облачност. Ќе дува умерен ветер од југозападен правец, температура од 6 до 24 степени. Следевте вести на КТВ. Почитувани, ви благодарам за вниманието и довербата. Секое добро имајте со нашата програма.